Општина Бутел слави 2 децении постоење. Роденденот ќе биде одбележан со низа активности. Имено денеска со почеток од 19 часот во Македонска филхармонија на свечен настан ќе бидат одликувани заслужни граѓани на општината, кои во изминатиот период ја афирмираат и промовираат општина Бутел. 11 јуни е резервиран за најмалите жители. Малски игри без граници ќе не потсетат на духот на нашиот Бутел. Плочка, жмурка, џамли, влечење јажи и многу други изненадувања за најмалите. Се гледаме во 17 часот, четврток, 12 јуни, е ден за нашите најуспешни ученици и спортисти, истакна првиот човек на Бутел Дарко Костовски. Викендов, поточно на 13 и 14 јуни, на големиот паркинг на спортско-рекреативниот центар Македонија, кај Олимпија. Бутелчани ќе имаат можност да се забавуваат со најголемите македонски музички изведувачи. Куку Леле, Сузана Спасовска, Владко Миладиновски, Пајак, Таско, Кут Плетеница, Мелани Тарчуловска, Јована Богдановска, Марија Спасовска и Јанко од Колумбија ќе се погрижат за незаборавна забава во нашата општина, информираат од општината. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски заедно со стручни екипи од општината денеска изврши увид во реконструкцијата на улиците Димитар Македонски и Лавчанска курија. Наскоро ќе почне обновување на улиците Ернест Телман и кракот Сотир Томовски во населбата Лисиче. Вкупната должина на улиците изнесува 1200 метри, односно 7250 метри квадратни асфалт и нови тротоари во површина од 3250 метри квадратни. Вредноста на проектот кој е поддржан од владата изнесува 39 милиони денари. Со оваа инвестиција значително ќе се подобри инфраструктурата, безбедноста и квалитетот на животот на жителите на Лисиче. Продолжуваме со одговорна и темелна работа за поквалитетни услови за живот во секој дел од општината, порача Митевски. Работиме на урбанизирање и модернизирање на сите населени места. Во завршна фаза е урбаното уредување на просторот околу туристичкиот локалитет Бучинско езеро, во населеното место Бучинци, сподели преку социјалните мрежи градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски. Првиот човек на Илинден информира дека се работи на поплочување со нови бекатон плочки, а во тек е изградба на нова платформа и пешачка патека во должина од 60 метри. Пристап до местото е обезбеден со тампониран пат во должина од 100 метри, а во тек е изградба на платформа за ловење риба. Поставено е ново улично осветлување, нови канделабри, планирано е поставување на клупи за одмор и корпи за отпадоци. Просторот ќе биде партерно уреден за дополнително уживање на граѓаните, ќе биде изграден и нов летниковец. Навистина сум среќен за реализацијата на овој проект, бидејќи станува збор за исполнување на едно од моите предизборни ветувања. Со целосната реализација, жителите на општина Илинден ќе добијат нова локација каде ќе можат да уживаат и да го поминуваат слободното време, истакна Георгиевски во својата објава на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски утрово на брифинг појадок со новинарите најави дека караванот се гледаме во мало со Горан Герасимовски. Отпочнува денеска од населбата Капиштец, а ќе трае до 4 јули. Герасимовски потенцираше дека преку овој караван граѓаните ќе се информираат за тоа што е реализирано во изминатите 3,5 години, но исто така центарци ќе можат да дадат и своји идеи, сугестии и предлози за поубав центар. Караванот почнува денеска и ќе трае до 4 јули. Заедно со граѓаните ќе креираме политики и идеи и ќе ги реализираме. Самиот караван почнува од населбата Капиштец, од детското игралиште кај Зебра. Со општинските служби ќе бидеме заедно со граѓаните и ќе ги слушнеме сите нивни предлози и идеи. Она што го правиме во текот на годините преку буџетските форуми, истражувањата и анкетите. Нашата цел е да ги слушнеме центарци за нивните предлози и идеи. Се гледаме вечер во мало, порача Герасимовски. Општина Ѓурче Петров објави јавен повик за субвенционирање при купување на велосипеди. Вредноста на субвенцијата изнесува 50% од вкупната цена на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари по лице, вклучително и данок на личен доход, информираат од општината. Право на користење на средствата имаат жителите на општина Ѓурче Петров кои ќе купат нов велосипед на територија на Република Македонија во периодот од 1.1.2025 година до 30.6.2025 или до исцрпување на предвидените средства, појаснуваат од општината. Јавниот повик ќе трае до 30 јуни 2025 година, односно до исцрпување на буџетот предвиден за оваа намена во висина од 500.000 денари.
Пристигнатите барања ќе се разгледуваат по принципот прв дојден, прв услужен, според датумот и времето на поднесување. Аплицирањето се врши во архивата на општината секој работен ден од 8:30 до 15 часот, во затворен плик со потребната документација. Со оваа мерка продолжуваме да ги поддржуваме здравите и еколошки навики на нашите сограѓани. Грижата за животната средина и поттикнувањето на физичка активност се важен дел од локалните политики, изјави градоначалникот Александар Стојковски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно